Ситно броиме до стартот на новата учебна година, а како се подготвува општина Ѓорче Петров, ќе зборуваме во продолжение токму од дворот на основното училиште Мирче Аце со првиот човек на општината. Александар Стојковски, градоначалник, навистина ми е задоволство што ви имаме во добро утро секој утро. Добро утро и за вам и за вашите гледачи. Јас сум задоволен што еве денеска сте токму овдека во Ѓорче Петров и голем поздрав до гледачите на емисијата Добро утро секој утро на ТВ Алфа. Трендот за подарување на ранчиња на правачињата продолжува од минатата година и оваа година се одлучивте да им доделите повторно на правачињата ранчиња, да помогнете на некој начин во ова време невреме на овие семејства. Како, на кој начин вашата општина се подготвува за новата учебна година? Па, така, еве, кога ги спомнавте ранчињата за првачињата, лани започнавме со една нова активност во пресред на учебната година, така да продолжуваме и оваа година. Успеавме годинава да обезбедиме ранчиња за секое првече, со тоа што дополнително од лани и оваа година ќе имаме обезбедено и соодветен прибор наставен за прводеленчињата, со што навистина ќе помогнеме на родителите на некој начин во буџетските трошоци на почетокот на септември. Знаеме дека овој месец можеби најтежок, доаѓа есента, се спремаат зимници, деца тргнуваат во училиште, така да ова е еден од начините на кои што сакаме да помогнеме на родителите и на семејствата генерално во Ѓорче Петров. Оваа година помалку првачиња од минатата година, тоа го забележав. Така е, имаме не драстично помалку, се извинувам, како што беше на почетокот негде на уписната година, но меѓутоа сепак имаме помоце дечиња, некој 15 од лани запишано. Во моментов се надевам дека со текот и на периодот кој што доаѓа, имаме многу често дечиња кои што се запишуваат и малце подоцна, септември, октомври, имаме деца кои што се моментално со нивните родители на време на работа надвор. Меѓутоа тука сме околу бројката од 420 прводеленчиња, меѓутоа таа секогаш варира, имаме и за среќа кај нас помало намалување во споредба со тоа што го гледам во некои други општини на прводеленци. Кога ќе им бидат доделени ранчињата, ќе им ги доделувате на првиот училишен ден или како е замислата? Па така е, веќе и се организираме во тој дел, општинската администрација, членовите на Советот на општината Ѓорче Петров, јас како градоначалник. На први ќе ги поделиме ранците, целосно спремни со приборот кој што им е потребен, со цел да ги изненадиме дечињата, ќе имаме организирано приредби во сите училишта и верувам дека ќе биде еден ден кој што ќе го паметат понатаму во текот на целиот живот. Како минатата година реагира на овој подарок? Можете ли да се присетите? Какви беа можеби реакциите и од родителите на овој гест? Па секако позитивни, бидејќи такво нешто се направи за прв пат и треба во да размислуваме секако таа понуда и таа помош за прводеленците и генерално за учениците да ја зголемуваме. Како вашата општина размислува во однос на социјално ранливите категории на граѓани, семејствата кои што живеат на оваа општина не се во можност? Дали можеби имате некакви идеи, планови да им подпомогнете на овие семејства кои што имаат ученици? Па тоа го правиме секоја година и во текот на учебната година организираме многу често активности. Нас не се таргетирани, односно мапирани се лицата, односно децата кои што потекнуваат од семејства од социјален ризик и на овие дечиња секако дека дополнително ќе им обезбедиме средства во делот и на облека и на хигиенски средства, па и прибор во текот на целата учебна година. Имате ли можеби некаква агенда и планови во случај на поголем буџет, поинаку да направите некакви промени поинакви во односите можеби на униформи и нешто слично да воведете за подобро образование и образование кое што повеќе потсетува на светските стандарди? Така и во тој дел размислуваме секако соодветно на финансиските средства. Најголем импулс треба да се даде во делот на нагледните средства, да речем, по училиштата, условите кои што ќе имаат учениците во самите училишта, секако и овој тип на активности, овој типот на помош, дали финансиска, дали материјална, директно на учениците и нивните семејства, но мислам дека треба наредниот буџет да планираме многу повеќе средства во делот на нагледните материјали кои што ги има по училиштата, електронските направи кои што учениците сега ги користат, им се потребни во процесот на образование, инфраструктурни инвестиции во рамки на училиштата. Тие се начините на кои што ние овозможиме како општина подобри услови за образование на нашите деца.
Изминатиот период, летото беше работно за вас како општина. Имавме прилика да видиме дека имате обновено и интервенирано во многу, во сите училишта на општината на Ѓорче Петров. Какви промени ќе дочекаат учениците оваа година во училиштата? Па, добро, еве, ја би кажал најголемата за среќа веќе успеавме да ги надминеме сите предизвици во подрачното основно училиште Димитар Поп Ѓоргиевски, Димитар Поп Ѓоргиев Беровски во Хром, каде што конечно еве го ставаме новиот дел училиштето во функција, успеавме сите тие несоодветни простори кои што беа со мал капацитет да ги прошириме, да ги доведеме во нормална функционална состава, така да тоа подрачно основно училиште ќе стартува со целосен капацитет на 1 септември, што е за мене лично голема радост. Знам дека имаше големи реакции од страна на родителите, за што еве им се заблагодарувам, дека до сега успеавме некако заедно да искендламе ситуацијата и конечно ќе биде ставено тоа училиште во функција. Вториот голем објект кој што се реконструира, се надградува, основното училиште Тихомир Милошевски во Ново село, и таму се во некоја завршна фаза работите. Верувам дека во брзо време, и би сакал да е така, сите работи ќе се завршат и учениците и таму да можат да почнат, да речам, во полабав распоред и да со во поголем комунитет да дојдат на настава. Во ова основно училиште Мир Чацев имавме реконструкција на кошаркашкото игралиште со целосно нова подлога. Во другите училишта имавме реконструкција и работа на санитарни јазли, кречење, сето она што е, да речам, карактеристично за летниот период кога се однесува за работата во училиштата, и верувам дека тоа ќе допринесе за подобри услови за функционирање на учениците. И за подобри и нови генерации кои што ќе учат во погубава средина. Градоначалник, за крај уште една порака до сите ученици пред стартот на новата учебна година. Да се силно фокусирани на тоа што го учат во училиште, да учат за да научат, да не учат само за да добијат петки и да добијат оцени, за да бидат успешни луѓе понатаму, да бидат луѓе кои што ќе имаат знаење, кои што ќе бидат независни, способни да се носат со сите предизвици. Ви благодарам многу за одвоеното време. Искра ќе ми дозволиш уште на кратко на време, би сакала да ги запознам гледачите и со директорката на ова училиште Гордана Насковска, која што одвои време ова утро да биде заедно со нас во Добро утро секој утро. Директорке, благодарам што сте со нас. Благодарам и на вас за приликата да кажеме еве како на кој начин училиштето, како и всушност сите училишта на територија на Македонија се подготвуваат за новата учебна година. На кој начин вашето училиште се подготвува? Ние традиционално, како и секоја година, се подготвуваме за новата учебна година уште со крајот на претходната, со тоа што училиштето генерално се чисти, се прават одредени поправки таму каде што има потреба, и пред почетокот некаде во август наставниците си ги подготвуваат наставните програми со кои што ќе ја стартуваат новата учебна година. Естетски ги уредуваме училниците за да можете да обезбедиме едни попријатни услови за престој на учениците, и тековно се разбира со низа активности кои што се поврзани со воспитно-образовниот процес. Како е испланиран пречекот на првачињата? Колку првачиња очекувате оваа година? Така, училиштето оваа година запиша 88 првачиња, распоредени во 3 паралелки, во класична и во целодневна настава, и се разбира за 1 септември приредуваме една свеченост, свечен прием за првачињата, со кој што ќе им го означиме стартот на нивното образование, и еден ден кој што ќе го паметат, нели, долго во нивната меморија, со пригодни подароци кои што ги обезбеди училиштето. Оваа година обезбедивме маички и едно сладко задоволство за сите ученици, и се разбира со помош на општина Ѓорче Петров, ранци и училишен прибор. Со оглед на тоа што ова училиште исто така ја упфати програмата на општината за реконструкција, добивте ново прекрасно игралиште за кошарка, ќе искористам приликата да ве прашам колку учениците се заинтересирани за спортот и за кошарката од основното училиште Мир Чацев. Така, заинтересирани се, го користат не само во текот на учебната година, туку и во текот на летниот период, во текот на викендот. Во училиштето функционираат и спортскиот училишен клуб, исто со поддршка на градоначалникот на општина Ѓорче Петров, и учениците редовно го користат и за школските, но и за воншколските активности, се разбира и за рекреација после училиштето. И тоа е една убава придобивка со која што сакаме, нели, да градиме психофизички здрави генерации или здрава иднина.
Уште за крај, една порака и од вас до сите ученици. Така, за крај да им посакаме среќно на сите првачиња, среќно на сите ученици кои што ќе стартуваат во новата учебна година, да им посакаме многу радости, да посакаме ведри лица на сите ученици, многу насмевки, многу трајни знаења и многу другарство. Ви благодарам за одвоеното време, посакувам успешна учебна година и за вас како директорка. Искрено верувам дека бевме интересни за гледачите, верувам дека веќе внесовме дел и енергија од новата учебна година која што ни е во исчекување. И за самиот крај, јас ќе им посакам на сите ученици успешна учебна година, да редат многу петки, да бидат послушни и да бидеме горди на нашите нови генерации.